Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани слушатели, драги пријатели и двигатели по патот на животот. Добро ни дојдовте во 10-та емисија од 4-та сезона на Патот на животот, се разбира на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Денес мој соговорник е, како и секојаш досега, отец Ивица Тодоров, и заеднички избравме, се надеваме, една интересна тема, што ја нарековме за духовното раководење. Отец Ивица често нели се поставува ова како тема, меѓутоа многумина ќе речат, па што значи тоа духовно раководење? Јас можам сам да се раководам? Како најчесто ти им одговараш на ваквите луѓе? Значи, прво, поздрав, братушка, до тебе и до нашите слушатели, и не случајно избравме оваа тема. Така. Како што и предходните сите теми не се случајно избрани, да. Значи, ние размислуваме, нека знаат нашите слушатели, дека ние размислуваме за секоја тема пред да ја подготвиме емисијата. Размислуваме за тема која ќе биде актуелна и која ќе биде полезна за нашите слушатели. Значи, додовме до сознание од разговори со многу наши пријатели, помеѓу нашите разговори и така натаму, дека оваа тема со духовното раководство е актуелна во ова време, затоа што има доста луѓе, како членови на црквата, како православни христијани, кои практикуваат духовно раководство. По духовно раководство се подразбира односот на свештенослужителот кон верникот на црковната заедница, односно тој однос се темели на основа на учителство, затоа што духовниот раководител треба да биде учител на еден начин на оно што духовно го раководи, да го воведува во верата, да му ги објаснува, да го воведува во основните вистини на верата и така натаму. И се разбира да го воведува во тајната на духовниот живот, значи во животот на личност, што воопшто не е лесно. А добро, дали може да се каже од кога произлегува тоа духовно раководење? Дали во Стариот Завет има записи за тоа какво било некојаш духовното раководење? Кој е изворот? Значи, ако правиме една дефиниција, така се обидеме да поставиме една дефиниција за тоа што е духовно раководство, значи, по духовно раководство се подразбира процесот на формирање на здрава, добра, одговорна, света и личност која се подготвува да оствари вечност. Така. Многу работи. Значи, уште еднаш да повториме? Значи, процес во кој, значи, се има за цел да се дојде до таа фаза, состојба, личноста да биде зрела, значи, добра, одговорна, света, да има, се разбира, да има духовна зрелост и ни сето ова да оствари вечност. Така, дали може да се каже дека првиот духовен раководител бил Господ Бог, а првите духовни раководени биле Адам и Ева? Така е. Значи, првиот кој го започна процесот на личностно раководење на првите членови на човештвото Адам и Ева беше Семојтниот, нашиот Творец, нашиот небесен Отец. Така. И меѓутоа тука во овие карактеристики не влегуваат, нели? Значи тој ги повика, тој ги повика. Така. Значи тој ги повика кон вечност, кон бесмртност. Така. А пред тоа ги повика кон зрелост, кон одговорност, кон светост, кон утврдување во доброто, значи во вистината. Така. И тие, ако го послуша, ако остана верни на тој процес за кој он ги повика, тогаш тие ќе остваряат таква состојба. Так. Но, што вели Свети Григори Богослов, тој вели дека духовното раководство е уметност над уметноста. Така. На секоја уметност. Так. Затоа што во секоја уметност уметниците работат со мртви нешта. Така. Значи,
поетот со нотите, сликарот со боите и така натаму. Но духовникот работи со нешто што е живо, а тоа е личноста на човекот. И сега од личноста на човекот треба да успее духовниот раководител да направи уметничко дело. Така. Да. Нешто слично како режисер во една представа, нели театарска представа, тој работи со живи луѓе и затоа нели најтешко е да раководи со живи луѓе и многу е тешко да се направи една представа, за една представа да биде вистинска, треба сите да учествуваат доброволно и сите своји креативни сили да ги вложат во тоа. Така е. Значи, врвот, тоа го говоревме во минатите емисии, врвот на, како што вели Свети Максим Исповедник, врвот на пројавата на човековата личност е човековата способност да избира. Так. Значи, тоа е слободата на избор. Так. Значи, може би сме веќе досадни со оваа дефиниција, но таа вистина секојдневно е актуелна и секојдневно од оваа вистина многумина на себе чувствуваат добро и позитивност, ама и негативност и неправда и зло и така натаму. Значи се зависи од изборот на луѓето, брате. Така, јас се сеќам сега кога спомнав ова за раководењето како една представа. Таа навистина беше многу успешна представа и случајно се погодив до еден наш врвен глумец што не учествуваше во таа. И тој објасни на мене и на пријателот, вика, и јас бев повикан, ама не сум јас, мене да ме растрчува натаму овој режисерот. Значи, без разлика што предпоставувал дека оваа представа може да биде добра, ама не сека да биде раководен на тој начин како што нели овој има стилна работа. И во секојдневниот живот исто, нели некој не сака да учествува во некоја представа. Такво уметничко дело. Духовното раководство еве конкретно сега во едната Света Соборна апостолска црква, односно таа историска црква. Така. Која својот почеток го има на 50-ница, што ние денеска нарекуваме ортодоксна или правоверна православна црква. Значи, духовното раководство својот корен го има, значи, и во времето на нашиот Спасител, кога тој своето тело историски бил присаден во овој свет, и тој не оставил образец за добриот пастир. Така. За добриот пастир, но ние треба да знаеме дека и подготовката за доаѓањето на Месијата, на Христос, на Спасителот, значи од времето на Мојсей, тоа значи едно 1400 години пред доаѓањето на Христос, значи од времето на Мојсей, кога старозаветниот народ, Божи еврејскиот народ воспоставува завет со Јахве, значи Бог на тој народ му воспоставува свештенство преку Аарон, братот на Мојсей, значи воспоставува свештенство, потоа левити, оние кои им помагале на свештениците, особено во таа фаза кога тие се грижеле за шаторот на заветот или за шаторот на средба, да кажа, што се одржувале тие средби богослужбени со Севишниот и кај што се принесувале жртви, че тоа е старозаветното свештенство и се разбира дека Бог во периодот на Стариот Завет ги повикували пророците, значи свештениците го имале тој легитимитет, значи да бидат на еден начин поврзувачи на старозаветниот народ Божи со Севишниот, со Јахве. Но најчесто Севишниот со старозаветниот народ Божи говорил преку пророците. Да. Пророците на бим на еврејски, значи оние кои исполнувале волјата на Севишниот, односно кои биле јазикот, значи оние кои говореле во името на Севишниот во редовите на старозаветниот народ Божи. И своите книги ги пишувале вдахновени од Севишниот и за старозаветниот народ Божи, но и за сите луѓе во целата историја на овој свет. Така, сега кажавме нели како било во Стариот Завет, тука ќе направиме една пауза за да видиме како било во времето на Исус Христос, па и подосна. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот.
Почитувани, во денешната емисија Патот на животот, со отец Ивица Тодоров зборуваме на тема за духовното раководење. Во првиот дел од нашата емисија, објаснивме што значи тоа духовно раководство, од кога започнува духовното раководење, како било тоа духовно раководство, односно раководење во времето на Стариот Завет, кај еврејскиот народ, меѓутоа и се има историјата, се има следни околности, доаѓаме и до времето на Исус Христос. Каква е тогаш состојбата, отец Ивица? Па, значи, говоревме дека во тој период пред доаѓањето на Месијата, значи во времето на старозаветниот народ, Божи еврејскиот народ, освен свештениците, први во скинијата, во шаторот, а потоа во првиот и вториот храм, значи во Ерусалим, освен свештениците, оние кои имале овластување за сведочење на Божјата волја биле пророците. Значи, ние се сеќаваме многу добро, особено ние македонците, сме блиски со ликот и делото на светиот пророк Елијаху. Тој е на еврејски Елијаху. Значи, кој е како Јахве, кој е како Севишниот. Тоа е неговото име. Што имал духовно чедо Елисеј. Така пророците имале ајде така да кажам, да го употребам тој термин духовни чеда, односно личности на кои им помагале духовно да се формираат. Меѓутоа, интересен момент има дека долго време, неколку века пред доаѓањето на Христос, немало пророци кај еврејскиот народ. Од пророкот Малхеј до пророкот Јован Крстителот немало пророци. И ние гледаме дека во тој период кај еврејскиот народ полека почнува да се формираат повторно, така да се изразам условно. Многу е тешко тоа да се дефинира, значи неколку верско, односно религиозни политички партии. Значи, тоа не се политички партии во оваа наша смисла на зборот како што е денес. Тоа се повеќе верски движења. Верски движења во рамките на еврејскиот народ. Значи, застапеното верско движење кај еврејскиот народ пред доаѓањето на Месијата, па и за времето на доаѓањето на Месијата е фарисејското. Фарисеите. Значи, тие најповеќе влијале кај народот. Значи, тоа била една опција, едно доживување, едно вреднување, едно читање на Тора, на законот и на пророците. Нифи биле спротиставени садукеите, најчесто биле скарани, не се садукеите имале друго доживување и на верата и на политичката состојба на еврејскиот народ. И третото било зилотите, тие повеќе политички действувале преку верски. Повеќе се политички, како да кажа, повеќе патриотско политички биле. И четврто, да не го забраваме, есените. Тие што биле исклучени. Есените не го наоѓале своето место во овие три партии или движења. И тие бегале надвор од градовите. И во пустината. Во пустината и така. Имаме ние кумранските ракописи, всушност се тоа што ни е оставено таму, тоа е од есените кои живееле во Јорданската пустина. Таму кај што проповедал и свети Јован Крстител, има некои историски така поврзување дека тој имал некакви контакти со есените и така натаму, но тоа не може докрај да се поврзе. Па највеќе заради тоа што приближно живеел така како што есените живееле. Така, на тој начин во пустина. Значи, они го отвараат тој момент на аскетизам. Значи, и на ескатолоско доживување на светот. Значи, што значи тоа се? Нашите слушатели да им објасниме. Значи, тие не се врзувале за овој свет, го доживувале како нешто минливо и повеќе се ориентирале за духовните вистини, вредности и така натаму. Додека овие претходните три политички верски движења, на еден, иако фарисеите мора да признаеме дека сепак имало помеѓу нив, значи, сега да не го заборавиме разговорот помеѓу Христос, нашиот Спасител и Никодим, Јосиф, па и останати фарисеи. Јосиф од Ариматеја, и он бил. Апостол Павле. Значи, Шаул, он пред да биде повикан од самиот Христос бил фарисеј, Тоа е тоа. Значи, фарес, значи на еврејски тоа значи оделен, значи тие се труделе така да го доживеат, разберат
Божиот закон и да го практикуваат. Так. Значи тоа е една слика на историското милје во кое нашиот спасител Господ Исус Христос започнува како да кажам, на еден начин да ја остварува спасителната мисија за целото човештво во тогашниот Ерусалим, Јудеја, Галилеја, да, Самарија. Така, меѓутоа проблемот е што и тогашните духовни раководители доста остапувале од изворот, од нивната поврзаност со Бог и најчесто духовноста ја доживувале како можност да се ги оствара своите себични цели. Значи, и тука највеќе Исус Христос ги Брадушко, критикува. Ова што го говориме во моментот има влијание и обид за дефиниција, не само за тоа што се случувало за времето на нашиот спасител Исус Христос, кога тој извршуваше таа спасителна мисија за нас, луѓето. Така. Значи, па и за сите луѓе, и за сите верско-философски, религиозни така движења. Така. Многу се ретки луѓето кои на вистина разбрале што е вистина. Така. Значи, најчесто во овој свет имаме сведочење на предпоставката. Така. Да. Значи, ретки се луѓето што за вистината говореле со вистински дух и со вистинска осведоченост. Така. Освен, особено ако веќе одиме во длабочината на нештото, освен пророците старозаветни, Така. значи, затоа и ги читаме нивните книги, кои навистина имале допир така со Севишниот. Така. Малкумина биле оние кои за вистината говореле на вистински начин Така. и со вистински информации. Така. Значи, најчесто се случува луѓето да говорат за своји предпоставки. Така. И за тоа што они на еден начин проектираат во однос на вистината. Така. Што они подразбираат под вистина. Така. Ретки се луѓето кои говорат за вистината. Сега, не случајно главата на црквата, Така. единствениот вистински пастир, Така. единствениот вистински образец за духовен раководител, за раководител на нашите души е самиот Христос. Така, тој ја кажува параболата за добриот пастир, ама и за оној другиот. Да ги информираме нашите слушатели. Која е разликата помеѓу вистинскиот добриот пастир и оној лукавиот? Значи, кога веќе говориме за Месијата, Така. значи за совечниот Син Божи, за Логосот Божи кој стана човек, значи самата вистина говори за вистината. Така. Сега, што тој говори за тоа да се биде пастир на стадото, односно да се биде вистински учител, еве овие негови зборови се запишани во Светото Евангелие според Јован и ги запишал, значи, Јован Богослов, апостолот Јован, и вака вели нашиот спасител. Значи, тоа е 10-та глава од Светото Евангелие според Јован Богослов. Така. Вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчето трло, а прескокнува од друга страна, Така. крадец и разбойник. Така. А кој влегува низ вратата, пастир е на овците. Така. Нему враторот му отвара и овците го слушаат гласот негов, тој ги вика своите овце по име и ги изведува. Така. И кога ќе ги изведе овците своји, оди пред нив. Овците Така. одат по него, бидејќи го познаваат гласот негов. Така. А по туѓ човек не одат, туку ќе побегнат од него, зашто гласот на туѓиот не го познаваат. Така. Да. Значи, ова Христос се кажал тука, мислам Така. како што тој преку едноставни зборови и настани од секојдневниот живот. Предлагам тука да направиме уште една пауза, меѓутоа после ќе продолжиме со Да, еве објаснувањето ова, на да парабола. биде како убав вовед за Да размислат Да, малку да, известно да, време и на кратко време, па после тоа ќе продолжиме со толкувањето. Значи, еве, и ако сакате, ако се интересираат за повеќе информации, Свето Евангелие според Јован, Новиот Завет, тоа е 4-то Евангелие, 10-та глава, нека ја прочитат, а ние во останатиот дел од емисијата ова ќе го објасниме. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување,
за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот. Почитувани, ја следите 10-та емисија од 4-та сезона на Патот на животот, а во неа со отец Ивица Тодоров зборуваме на тема за духовното раководење. Во претходниот дел од емисијата ја слушнавме параболата што Исус Христос на своите ученици ми кажува за добриот пастир. Сега отец Ивица ќе ни помогне правилно да ја протолкуваме и да ја разбереме. Што значи отец Ивица да се биде добар пастир? Значи, првин Христос говори тука, кога веќе се повикуваме на оваа парабола од 10-та глава од Светото Евангелие според Јован Богослов. Значи, Христос не вели дека добриот пастир влегува низ вратата. Так. Значи, тој не се прикраднува како не разбойник. Не влегува како крадец, да. Односно, тој никого не сека да манипулира. Так. Никого не сека да лаже. Значи, так. Тој себе си се доживува како одговорен так. за овците и својата одговорност ја покажува преку својата љубов кон нив, која се пројавува преку грижата. Так. Така, тој се грижи. Так. Значи, Христос ни кажува дека вистинските духовни раководители кои имат љубов за луѓето, така, својата љубов за луѓето ја пројавуваат преку конкретната грижа за нив. Так. Односно, преку грижата за нивното спасение. Так. Односно, преку грижата за нивното ослободување од сатанското робство, од злото, гревот, духовната смрт. Так. Па, она најсуштинското телесната смрт е оно само Христос може од тоа да не ослободи. Значи, тоа е пристапот. Значи, и плюс има легитимитет. Значи, вистинските духовни раководители имат легитимност. Так. Што е многу битна работа. Значи, кога веќе говориме за новозаветниот народ Божи, значи за црквата, така, значи, самиот Христос им дал легитимитет, значи овластеност така, да говорат во негово име, така, значи во името на вистината, во силата на Светиот Дух, првен таа овластеност ја имале апостолите. так, А апостолите таа овластеност во силата на Светиот Дух ја дале на епископите на црквата, така, затоа што како што гледаме, они одели и го проповедале Евангелието, радосната вест за спасението, она што сето го направи нашиот Спасител за нас. Значи, тие одели и проповедале и кога се формирале, например, конкретна заедница во некој град, тие најзрелиот, ај сега да се вратиме, оние што биле најповеќе отворени за доброто, така, значи, оние кои биле зрели, добри, одговорни, кои биле отворени за светоста, така, значи за свет живот, таквите членови на заедницата, односно на црквата, ги поставувале за епископи. така, Епископ е грчки збор, што значи надзорник или надгледник, тој што ги надгледува учениците Христови во тој локален простор, во тој град, например во Антиохија или во Ерусалим или во Александрија или во Константинопол или во Филипи, Солун, Рим и така натаму и така натаму. Значи, тие биле татковци на заедницата, тие што се грижеле за заедницата. Нив им помагале презвитерите. Значи, презвитер исто така е грчки збор, што значи старешина. Први, значи во духовниот живот искусен човек. така, Значи, во духовната борба искусен човек. така, Тие од епископите биле ракоположувани, овластувани, освен тоа да ги извршуваат светите тајни на црквата, односно да крштева, да даруваат силата на Светиот Дух, да ги принесуваат светите дарови, односно Евхаристија, да служат литургија и така натаму, исповед и останатите свети тајни на црквата, тие биле поставени од епископот во силата на Светиот Дух во таа заедница и да бидат учители, но и духовни раководители на народот Божи. Значи, нив им помагале ѓаконите. Значи, треба човек да има легитимитет, легитимност. Значи, да влезеш низ вратата, не како крадец. Значи, Но многу е важен тој момент кога Исус Христос вели
тој ги познава своите оци, тие го Така слушаат гласот негов, и тие е. го познаваат него. Така е. Значи, често ние забораваме, често некои духовни раководители се одвојуваат од верниот народ и тие ниту тие го доживеат како нивен, ниту пак тој како свој. Сега, целата вака сега да се објасним поконкретно. Знам дека ми е многу битно на нашите слушатели тоа да го разберат како што треба. На нашите гледачи, на оние што не гледаат на YouTube. Така. Значи, и вели Христос, и овците го познаваат гласот на пастерот. Так. Кои овци? Оние кои во себе длабоко се осведочиле за вистината. Так. И оној што е говори вистината, оние што се осведочиле за вистината и се гладни за вистината и се жедни за вистината и сакаат да се раѓаат во вистината, да ја осознаваат вистината, тие го препознаваат гласот на пасторот која проповеда, односно ја сведочи вистината. Так. Значи, да не бидеме сега многу апстрактни, еве сега да го сведеме нивото така во еден пореален контекст. Значи, за да научиме да свириме клавир, Так. треба да не научи човек кој знае да свири клавир. Так. Ако сакаме да научиме кинески, треба да не научи човек кој знае кинески. Так. Ако сакаме да научиме да возиме автомобил, треба да одиме во автошкола. Инструктор да имаме. Значи, ако сакаме да се отвориме за вистината и да живееме духовен живот, треба да имаме човек, односно инструктор, како сакаш, баш тренер, да, кој ќе ни помогне во тој процес. Так. Сега, една работа е, не велам, не омаловажувам, голема работа е се, но сепак, едно е да научи човек да свири на клавир, друго е да вози автомобил, трето е да научи кинески, но да ја разбере вистината на постоењето и да се спаси е многу суштинска работа. Так. И затоа не може човек кој се поднаучил малце кинески, значи малку кинески, разбери, знае што е кинески. Нека не знае. Се доаѓа некој човек кој не е учител по кинески и почнува да му зборува нешто што нема логика со кинескиот јазик. Сега овој го слуша и вика, чекај, ти зборуваш глупости. И не го слуша гласот негов, Радушко. Нема разбираш. Не го слуша гласот негов. Вика, чекај малце, ти ова што го зборуваш не е баш точно, јас те проверувам, така не е тоа, значи ти сакаш, значи крадеш или манипулираш. Сега вака, тоа е лесно за кинески јазик или за пијано. За духовните вистини. За духовните вистини е малце покомплексно. Затоа што денеска многумина од луѓето не им е битна вистината. Так. Не им е битно вистинското познавање на Бога, вистинското познавање на патот на спасението и така натаму. Најчесто луѓето верата, конкретно христијанството, го доживуваат или Бог го доживуваат како некој или нешто што треба да им помогне во остварување на нивните или решавање на нивните проблеми и остварување на нивните желби. Так. И сега тука манипулаторите, оние разбойници и крадци што не влегуваат преко вратата, туку прескокнуваат преко оградата и ги лажат овците во дадениот контекст луѓето. Значи, тие им сервираат на луѓето приказна што одговара на нивната падната природа. Так. Значи, им одговара... Што ги чешка нивните уши. Значи, тоа исто како тој ученик по клавир, мрзлив некој, и сега лажниот учител вика, нема проблем, не мора ти многу да вежбаш, знаеш, не мора ова, не мора тоа, ама ќе бидеш голем пианист. Се види, за тоа многу лесно се проверува дека го лаже, знаеш, што како ќе биде голем на следниот концерт, ќе се обрука човекот, знаеш. Во духовниот живот нештата се малце потешко проверливи. Не дека не се. Проверливи се, но се потешко проверливи. Концертите се треба повеќе време. Значи, ама на еден начин па концертите се секојдневието. Значи, плодовите. Да. Ако ние не знаеме да реагираме во однос на она што ни го носи времето и внатре во времето, во животот наш,
да не ја користиме духовност, односно Божјата вистина за решавање на вистински начин на проблемите и да ги надминуваме искушенијата и личносно да зрееме, тогаш веќе е видливо дека некој лажен учител ни ги чешкал ушите и ни го одземал времето. Така, тука ќе направиме, отец Ивица, уште една пауза и веќе одиме во завршница на денешната емисија, која ја одбравме темата за духовното раководење. Почитувани, во денешната емисија со отец Ивица Тодоров зборуваме на тема за духовното раководење. Како основа за нашиот разговор ни послужи параболата што своевремено Спасителот Исус Христос ја раскажува за добриот пастир. И стигнавме до моментот како да разликуваме кој е вистински учител, кој е вистински духовен раководител. Меѓутоа, ајде во денешни услови, отец Ивица, како има многумина луѓе што за себе си кажуваат дека се овластени да ја кажуваат духовната вистина. И рековме дека духовните вистини тешко се проверуваат. Меѓутоа, има начин и како не да дека се тешко се проверуваат, потешко, например, тоа кој како толку научил да свири на клавир или говори кинески, или вози автомобил, но се проверуваат. А светиот апостол Петар во своето прво послание, во 5 глава го пишува оние кои се помеѓу вас презвитери, односно старешини. Сега треба да се каже дека во рано-христијанскиот период овој термин презвитери, старешини, се однесувал и за апостолите, и за епископите, и за презвитерите. По смртта на апостолите, значи, старешинството во црквата, како првосвештеници, значи, архиереи, и денеска така се нарекуваат архиереи, се епископите. Значи прв раководител. Значи прв свештеник, прв свештенослужител. Значи оној што го има Божјото овластување, значи во силата на Светиот Дух, да предстојува со богослужбениот живот на црквата, да ги извршува светите тајни, да биде учител и раководител, духовен раководител. Значи, прво е епископот, потоа се презвитерите и потоа се ѓаконите. Потоа е народот Божи, царското свештенство. А Светиот Дух делува секаде, мислам, али сепак овие имат плюс одговорност. Епископите, презвитерите и ѓаконите. И сега апостол Петар им говори вака. Оние кои се меѓу вас презвитери, односно старешини црковни, ги молам јас, кои самиот сум свештеник, односно старешина, и сведок на Христовите страдања и соучесник во славата што ќе се откри, односно говори и за идниот живот, за идниот век. И тој вака им вели на епископите, на презвитерите и на ѓаконите, особено на епископите и презвитерите кои ја имат оваа одговорност. Пасете го Божјото стадо што го имате, надгледувајќи го не присилно, туку драговолно и според Бога, не заради срамна печалба, туку од се срце. И некако да управувате со народот, туку давајте му пример на стадото. А кога ќе се јави пастироначалникот, Христос, ќе добиете венец на слава, што никогаш не свенува. Че тука апостол Петар ги поставува, затоа исто така и апостол Павле во своето послание до Тимотеј, 1-2 Тит, така наречено пастерски послание, па и целото дела на светите апостоли, апостолот Лука, они говорат за сите овие нешта, значи за формирање на она што црквата го нарекува служебно свештенство, но свештенство што треба да му служи на Бога и на народот Божи, на црквата, како заедница, така. Значи, тука апостол Петар ни дава препознатливи критериуми, кои се битни да се препознаат вистинските пастири. И се разбира, не случајно Христос кажува овие зборови: немојте да имате други учители освен мене. Значи, епископите и презвитерите и ѓаконите, па и сите останати членови на царското свештенство, односно на општото свештенство на црквата, сите тие во силата на Светиот Дух може да има дар на учителство. Значи, да поучуваат. Но
тоа што го поучува треба да биде втемелено Така, на она што Христос ни го откри, така, што светите апостоли во силата на Светиот Дух го разбраа, така, значи, и го проповеда, така, значи го сведочија, и светите оци на црквата, особено преку седумте вселенски собори и другите помесни собори и преку нивните дела кои црквата Така. ги прифати како ова критериум за учење на црквата. Значи, тие нешта треба да бидат темел на она што ќе го кажува оној што го прифатил подвигот да учителствува во црквата. Значи, подвиг, тоа не е лесна така, работа. така, Да учителство. И што е најинтересно, значи, не можеш да учителствуваш во црквата, во народот Божи, доколку самиот ти, како што вели самиот Христос, тоа не го извршиш. така, Значи, прво треба да се изврши, па потоа да се поучуваат другите. Така. Не можеш да не знаеш кинески, а да ги учиш другите на кинески. Така. Не може да не знаеш да свириш на клавир, а другите ги да учиш. Така. Не може да не знаеш да водиш автомобил, а на некого да му се представаш како инструктор. така, Не може ако ти немаш сериозни плодови духовниот живот и немаш препознатливост, не те препознале Така. останатите кои и живеат сериозен духовен живот, затоа што Така. тоа е процес на објективизација. Така. Затоа што вистината е една, братушко. Вистината е една. Така. Сега, како што ти одиш во вистината, како што ја прифаќаш вистината, растеш во вистината, живееш во вистината, ја сведочиш вистината и оние што исто така ја разбрале, ја сведочат, така, тие те препознаваат како автентичен сведок на вистината. И тоа е Така. легитимноста. Значи, особено легитимност од тие луѓе што разбираат, така, затоа што мора да се признае, Христос вели за овие мои мали. Многумина од луѓето не разбираат. Така. Ама Христос вели кој ќе соблазни еден од овие мои мали, подобро да се врзе воденички камен. така, Значи, тоа е огромна одговорност. Не смеш да ги соблазнуваш луѓето, не смеш да ги манипулираш луѓето. Така. Значи, за жал, огромен процент денеска од луѓето и во црквата и надвор од црквата се луѓе со оскудно интелектуално а да не зборам за духовно познавање. Значи, многу лесно може да ги манипулираш. Ама страшно е тој што манипулира. И во црквата, а особено надвор од црквата. Така, на друго место, кога зборува за добриот пастир, Исус Христос вели, добриот пастир ја положува душата своја Така за е. стадото, а овој другиот, лукавиот, го оставя стадото на цедило. На волк, да, кој ќе На најде, волк ќе најде волците. Значи, затоа Да, што и според лажните тоа е- пастири Да. се пастири во црквата заради себе, Така. а не заради вистината. Така, има еден таков конкретен историски пример, не е многу далеку од нас. Во 90-тите години во Албанија, кога се сеќаш, 97 ми се чини, настана некои немири и политички така натаму оружјето беше грабнато од касарните. И во тоа време, бидејќи Албанија претходно беше верата забранета, дојдоа многумина пастири од да ги поучуваат. Меѓутоа кога настанала политичката криза, преку 90% избегале од тие духовни раководители, односно пастири. Потоа се гледа дека не биле вистински. Како ќе го ставиш стадото Значи, на волците? Значи, многу општо тоа, уов тие примери само за да го објасним, овој пример треба Значи, да важна е пожртвуваноста. Значи, многу е битно, еве, и денеска во Македонија, постојат разни луѓе кои говорат во името на Библијата, во името на Христос и така натаму. Кои се тие? Доаѓаат разни секти од Америка, од Така, Европа или не знам така, од каде така натаму, разни платеници и пратеници. Така. Значи, кои ги начекуваат оние мали господови и ги манипулираат. Но, за жал, и во самата црква, во самата една света соборна апостолска црква, не сите пастири, не сите од што имаат овластување да бидат епископи и презвитери, па и достојно го исполнуваат својот подвиг на свештено служење и учителство и духовно раководство и така натаму. Но сепак судот за тоа кој каков е, ќе го каже нашиот спасител кој е глава на црквата, значи Христос, значи и во овој свет и на страшниот суд. Така. А кога се однесува до оние кои треба да бидат духовни раководени, значи тие треба да го препознаваат духот, односно
гласот на оној што е сведочи вистината. Так. Ама самите тие треба исто така да се трудат да ја осознаваат вистината и самите да им биде вистината битна. Ако сакаат самите тие да се самозалажуваат себе си и да си најдат луѓе што ќе им ги чешкат ушите, тогаш ќе си најдат такви луѓе и во црквата и надвор од црквата. И едните со другите ќе се лажат, ќе се манипулираат и ќе си го губат животот и времето од нивниот живот во овој свет. И наместо духовно да растат, да зреат, да стануваат добри, одговорни луѓе, да одат кон светост и спасение, тие својот живот ќе го насочат кон слепа улица. Ти благодарам, отец Ивица. Верувам дека со денешната емисија им помогнавме на нашите слушатели да го препознаат тој добар пастир, да ги препознаат нели тие гласот на вистинскиот пастир и да изберат, барајќи ја вистината, да го изберат оној што сака да им ја каже вистината и дека во тој избор тие се слободни да изберат. Меѓутоа и самите треба искрено да барат, значи, и да биде и искрено да сакаат да бидат пастироначалникот, како што вели свети апостол Петар, пастироначалникот, началникот на пастирите е самиот Христос. Христос е глава на црквата. Значи Христос е нашиот критериум, Христос е нашиот пат, вистина, живот. Не цело време тоа критериум, значи треба ако некој член на црквата сака духовно да биде раководен, треба да биде раководен, односно да се труди да биде раководен од личност кој е епископ или презвитер, која, односно, во својот живот се труди да ги исполнува Христовите заповеди, односно Христовата вистина. Доколку во својот живот тоа не го прави, тогаш тој е разбойник или криминалец. Крадец. Значи, сака да ограби. Значи, сака да го ограби и животот на тие луѓе кои ќе му придат нему. Тоа одговорноста, значи синергија, взаемност. Значи, одговорноста е и кај духовниот раководител, но и кај тие што барат духовно раководство. Многумина еве како духовен раководител мене ми се жалеле за овој зони и така натаму. Или кога биле заведувани во разни секти проблематични, викам, за тоа што сте биле таму сте виновни вие. Значи на крај на крајвите се може да се провери. И тоа што некој ви изманипулирал, вие сте дозволиле. Затоа што сте имале желба нешто да ви направи он, според тоа какви очекувања сте имале. Тоа оние пирамидални штедилници. Знаеш, да вложуваат малце пари, а овие нудат многу големи камати за кратко време. Викам, се изминувам, тоа е пирамидална штедилница. Исто така и овие квази да учители. Ама вие сами сте се навлекле. Така да треба, што ви рекол нашиот мудар народ, 4 да отвориме. И нашите физички очи, и нашите духовни очи да го отвориме. За тоа кого избираме за духовен раководител, но исто така и духовниот раководител треба да внимава каков однос ќе воспостави кон своите духовни чеда, за својата одговорност кон оние кои пришле и својата добра му е пределе нему во името на Господа. Така, ти благодарам, отец Ивица. Се надевам дека им помогнавме на нашите слушатели да ги отворат своите духовни очи и своите духовни уши, истовремено нели и да слушаат и да гледаат и да ги препознаваат нештата, односно вистината да препознаат таква каква што е. Да е Боже, братушко, јас знам дека оваа емисија е мала, мислам кратко време трае за да се, но се надам дека се тоа што го говориме ќе потикне процес така на проверка. Така. Да. Благодарам. Мене ми остана само да ја одјавам денешната емисија. А одјавата оди вака. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредници и водители на емисијата Патот на животот отец Ивица Тодоров и Душко Кралевски. Денеска е 20 студен, односно ноември 2016 година. Божиот благослов, милост и заштита нека бидат со сите нас. Патот на животот. Емисија за насочување, за потикнување, за поучување, за успешно да се чекори по патот на животот.